Повеќе граѓански активисти денеска се собраа на широк сокак. Тие се обидоа на декадентен начин да ја демонстрираат културата на одбележување на 1 мај, Меѓународниот ден на трудот. Овој празник е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците и се одбележува во знак на почит кон жртвите на штрајкот, што се одржа од 1 до 4 мај во 1886 година во Чикаго. Но во штрајк работниците се избориле за утврдување на 8-часовното работно време. Дојдовме овде да го одбележиме 1 мај на ништето на историјата и воено да демонстрираме декадентната култура на прославување на 1 мај со излет, која што традиција имаме од социјализмот, но таа традиција требало да се напушти, бидејќи социјекономската положба на работникот во тоа време и во денешно време не е иста. Исто така, тука сме за да ја поттикнеме работничката совест за подобрување на работничките права и граѓанската совест за почитување на правата, слободите и уставот на државата. Исто така, сакаме да ги испровоцираме работниците и работничките од социјално погодените категории, како оние вработени кај странските инвеститори и кај другите индустријски капацитети, а исто така и големите предпријатија кои што ги загрозуваат работничките права, како и во јавниот сектор, работници од образование, наука, култура, конечно да изградат една нова култура на самоорганизирана заштита на работничките права и воопшто на човечкиот интегритет. Според граѓанските активисти, Инспекторатот на труд, кој има најголемите ингеренции во поглед на надгледување на работите и законите, е нефункционален и зависен од структурите на моќ. Хонорарните работници се принудени да живуркаат од хонорари наместо да имаат редовна плата и се изложени на осиромашување поради наметнатата обврска да плаќаат придонеси за хонорарите. Најголемите синдикати во Република Македонија се под контролата на структурите на моќ и наместо да работат во полза на работникот, тие го парализираат нивниот потенцијал и човечки дигнитет.